Да, не бев сигурен, затоа ви кажав, ќе се обидеме да воспоставиме комуникација со доктор Владимир Лазаревиќ, кој што е во Дубај. Комуникацијата е воспоставена, разговорот е снимен. Практично со интервјуто со Лазаревиќ го заокружуваме ово издание на Студио 10, говориме за вакцинацијата, како е во Дубај, говориме за тоа каде потврли Македонија во однос на набавката на вакцините и со оглед на фактот што Лазаревиќ своевремено беше и работеше и беше дел од таа светска здравствена организација, ќе слушнеме интересни детали околу тоа каде и како можела Македонија да се подобри, имали здравствена дипломатија во однос на добивање на вакцините. На крајот од интервјуто се осврнуваме и на она што се актуелни состојби во Македонија, бидејќи знаете дека Лазаревиќ заедно со Никола Димитров своевремено во нели кога беше она со шарената револуција беа дел од она популарно амстердамско трио, говориме малку и за тоа, така што ова издание на Студио 10 го заокружуваме токму со доктор Владимир Лазаревиќ, кој што во моментот живее во Дубај со своето семејство, таму е консултант. Вие бидете ми во добро расположение, чувајте се, бидете одговорни и носете маски. Владимир Лазаревиќ, добре дојде во Студио 10, се договаравме од поодамна. Добар ден, добро утро во Дубај, така? Да, добро утро, добар ден за вашите гледачи, добро вечер, не знам кога ќе емитувате емисијата, меѓутоа да, во Дубај е сега моментално така, точно утро, да кажеме. Емисијата, значи, оди во, ова е предвидено некаде околу после 11 часот, значи вие колку сте? 2 часа? 2 часа сме се разлика, да. Ако сега е 11:15 ке нас или 11:20 ке вас е 13:20. Како и да е, Лазаревиќ, каква е ситуацијата со корона во Дубај, бидејќи тоа е оно што најмногу го интересира светот, уште повеќе што јавноста ве памети, ве знае како заменик министер за здравство своевремено, ве знае како човек кој што беше дел од она што се нарекува Светска здравствена организација и претпоставувам упатен сте ги следите работите. Каква е ситуацијата во моментот во Дубај? Видете, во Дубај е значително подобрена. Морам да кажам дека од почетокот на корона кризава во Дубај не се приметува тоа што се приметува така во Европа. Мислам, кој ќе се прошетате, вие сите нормално дека носат маски, меѓутоа рестораните се полни, луѓето се на плажа, значи нема некој, мислам, има рестрикции, меѓутоа нема таков страв, како да кажам, кој што владее повеќе во европските земји, барем она што го гледаме ние преку медиумите. И во Дубај морам да кажам дека вакцинацијата е исклучително успешна. Значи, Обединетите арапски емирати се на место број 2 по успешност на вакцинација. До сега се администрирани преку 8 милиона вакцини од вкупно 10 милиона население. И по тоа мислам дека Дубај предначи во однос на целиот регион, значи веднаш до Израел. Така да се очекуваме дека во наредниве месеци бројката на ново заболени значително ќе падне, таа веќе паѓа, меѓутоа очекуваме дека со ревакцинацијата, со целосно комплетирање на вакцинацијата, кое што се планира да се заврши во наредните 2 месеца, очекуваат сите во Обединетите арапски емирати дека животот ќе се врати во нешто што ќе биде најблиску до таа нормала која што ни беше позната од порано. Ама ќе видиме. Така, иако денеска е 1 април, ова сепак се вистините информации кога е во прашање Дубај, истото го направи и Израел, ќе ве прашам малку подоцна, бидејќи знам дека добро сте упатени во таа проблематика кога Израел во прашање. Да. Се зборува во Македонија дека постои вакцинален туризам. Прво да ве прашам, дали Владимир Лазаревиќ и со семејството сте таму, претпоставувам сте вакцинирани? Да. Јас се вакцинирав со Pfizer вакцината, сега на 8 април имам втора ревакцинација. Малце задоцнив од лични причини, затоа што менував работа, менував виза и тогаш не можев да закажам термин, како што ми беше планирано уште на почетокот некаде јануари-февруари. Меѓутоа, да, ја завршив првата вакцина, се разбира и моево семејство, мислам жена ми, а децата не е дозволено за децата до 14 години, да. Сега, во Македонија се говори дека постои еден вакцинален туризам, каде што говорам со оние кои што се малку поимотни дека фаќаат авион
одат во Дубај, дури дека може да се вакцинираат, односно кога ќе стигнеш веднаш на аеродромот те прашуваат со која вакцина сакаш, ќе го искористат викендот за прошетка, а дури има и мовет дека за ревакцината дури те прашуваат и самите во Дубај, не мора да доаѓате во смисла повторно во Дубај, туку која ви е најблиската локација, карикирам, можеме да ги испратиме во Белград ако сакате тамо да. Не сум чул. Вишко не сум чул. Тамо да се ревакцинира. Не знам, мислам дека малце тоа ми изгледа вака футуристички. Мислам, може би да се случиле некои инцидентни случаи, меѓутоа ќе ви кажам дека баш деновиве јас се трудев да ја поместам вакцината, една од вакцините за мојата сопруга, пребукирано е. Значи не верувам дека едноставно може да дојдете така на аеродром и да се вакцинирате. Мислам дека тоа може би се случува на некој друго ниво. Меѓутоа дека регуларен туриста ќе дојде на аеродром и ќе рече здраво, јас дојдов во Дубај, ако може да ме вакцинирате, не мислам дека е тоа едноставно и не мислам дека се реализира, барем ја не сум запознаен сега, ако некој друг тоа го прави. Меѓутоа, мислам дека нивната цел не беше да ги вакцинираат туристите, колку што Дубај и UAE пред се, да речеме Абу Даби, они сакат да бидат центарот на дистрибуција на вакцините низ светот. Имаат направено. Јас работам директно со министерот за здравство на Абу Даби, Андре Секретари, тој е како министер за здравство, и они имаат голема програма која што ние помагаме за како Абу Даби пред се, значи Абу Даби да стане главната, они го викаат како transportation hub, значи како да ја транспортира вакцината. Они произведуваат исто така вакцини. Синофарм вакцината се прави заедно во конзорциум со кинезите, значи Абу Даби и се инвеститори, има производство, меѓутоа главната цел има е како преку Etihad и Emirates Airlines да се направи дистрибуција во ладни ланци, нели тоа е многу важно, за сите дестинации низ светот. Меѓутоа не сум чул дека е се уште у фаза на така масовно отворено да секој може да дојде да се вакцинира. Добро, сега масовно, например, масовно од Македонија не може многу масовно бидејќи треба пари. Веројатно не може, да. Ние немаме сега ни авион. Авион нема, веќе се лета. Знам дека германци одат во Русија, се вакцинираат и се враќаат, дури се организираат чартер летови. Небитно, сите ли вакцини се достапни во Дубај? Сите вакцини се достапни во Дубај и кога закажувате, нели нормално тука е, мислам, Дубај е максимално смарт сити, значи се онлайн и вие закажувате преку апликација и бирате на апликацијата дали сакате Pfizer, дали сакате AstraZeneca, дали сакате Sinopharm и каде сакате. Значи има посебни локации каде може нормално ви дава тајминг, односно waiting листа, колку време треба да чекате на која локација и која вакцина. И луѓето бираат и во зависност од исто така од возрастните групи, нели да речеме до неодамна беше приоритет само возрастните над 60 години. Сега влеговме и ние што сме над 40. Така да организирано е максимално добро, безпрекорно, пак речам, све онлайн, едноставно функционира и сите се задоволни до сега. Не сум слушнал некои од моите колеги и пријатели со кои што комуницирам дека има било каков тип на забелешка. Така. Горе-доле ќе се стигне и тамо за колективен имунитет, колку што можеме да забележиме и од она што ми го кажуваш. Лазаревик, од дистанца кога гледате вака, каде погрешивме ние како држава? Па гледате, Мишко, значи ние направивме веројатно, мислам дека основната грешка е, и тоа сум го зборал многу одамна, мислам, ние немаме институционална меморија. Знаете, секоја влада која што ќе дојде, независно која влада е, сите со истото е, значи буквално како со нож сечат што било порано и не ги интересира било каква институционална меморија. Тоа е едниот проблем основен или концептуален, да речеме, проблем. И поради тој проблем ние не можеме да научиме на кои грешки сме правеле порано. И после секоја нова гарнитура прави нови грешки. Јас мислам дека оваа конкретно влада и оваа гарнитура во министерството, они се ослонија на европската, на еден извор. Значи, они веројатно имаат одено на еден извор или пробале, нели тоа помидумите го гледаме, пробале некакви алтернативни комбинации кои што се нејасни, нели како тоа да се стигне. Меѓутоа не успеале навремено да се да пристапат кон повеќе производители
на време да се пристапи кој, како што тоа го направи Србија, нели Србија веќе држи предавања во регионов за тоа како се прави, и не верувам дека нашиве не можеле да го направат. Значи им немарно било, они се ослониле на еден извор, им се завршил тој извор, односно не испланирано така како што они го очекувале тоа морам да кажам дека и во Европска унија, нели тоа што очекувале не е реализирано како што треба. Така да автоматски проблемите кои што се случуваат во Европска унија и ковакс системот де факто се одразуваат директно врз Македонија и врз нашите граѓани, и тоа е главниот проблем. Не сте почнале на време. Мислам, не сте почнале на време, не сте се организирале со повеќе потенцијални извори, и сега се соочуваме со проблеми и со глупости. Мислам да и вие кои ги слушате изјавите на нашиве представници од здравство и од владава, мислам стварно се просто непријатно е да ги слушате. Мислам реално. Сега, колку цела оваа ситуација кога разговараме овде, притоа не сакајќи ова да изгледа како барање алиби, меѓутоа колку сиромашните земји не успеа или успеа да се наметнат кај богатите земји кои што купија голем дел од вакцините. Дали тука може би извисија, например, знам дека Канада купи уште на почетокот од Pfizer, ако не се лажам, по 6 дози на глава на жител. И кога говоревме со професор Даниловски, велам, ова некако излегува како Титаник, прво да ги спасиме богатите, па за сиромашните. Така е. Мишко, види, значи тоа е еден од големите проблеми кои што мислам ќе остави длабока трага во иднината на како ќе биде организирана, да речеме, Европска унија, и какви ќе бидат односите помеѓу богатите земји и посиромашните земји. Тоа е веќе прашање на Обединетите нации. Така, значи, денеска се покажа дека приоритетот на сите земји, нели, тоа баш го кажува Вучич, мислам, морам да го спомнам, таа солидарност на Европската унија во оваа ситуација се сруши како кула од карти, пошто се покажа дека е национализам, или вакцина национализам. Ние сакаме прво да си ги вакцинираме нашите, па ако остане ќе им даеме на другиве. А тоа е сосема спротивно на сите принципи на кои што е поставена Европската заедница. И тоа исто така нели се случува и во другите земји. Америка, така, или они сакат прво да се вакцинираат себе си. И тоа стварно мислам дека ги разнишува темелите на основите, да речеме, на глобализацијата, нели како да функционира еден свет во услови кога има многу држави кои што немаат можност. Едноставно ние можеби снимале немарни, неодговорни луѓе кои што несоодветно можеле да ненавременно пристапиле кон обезбедување на вакцина за ние сме 2 милиона, Мишко. Значи срамота е ние да немаме вакцина. Значи ние сме едно предградие на поголем град европски, што би се рекло. Меѓутоа, вие ако земете афричките земји, нели една Етиопија, сум живел и работел во Етиопија, преку 100 милиона луѓе се. Како тие ќе обезбедат вакцини? Тоа се веќе драматични проблеми и ќе речам повторно дека големи прашања ќе се отворат на начинот на кој што светот функционира и на начинот на кој што сиромашните треба да бидат заштитени во одредени моменти, нели? Ние пак ќе кажам, денеска се наоѓаме во ситуација да стварно се соочуваме со суровоста на ние сме ја знаеле. Значи не е дека за нас некоја непозната. Меѓутоа сме аспирирале кон тоа да бидеме членка на Европска унија заради тоа што се негува солидарност, нели, кон сите. Некој вредносен систем, no? Да, као некако вредносен систем кој што моментално морам да кажам потона, така потоне и луѓето се разочарани. Мислам, тоа не е само во Македонија, тоа е насекаде. Дури нели се и се луѓето љубоморни на Србија затоа што Србија покажува нешто што Европската унија го нема направено. Така да мислам дека ќе се отворат големи теми во наредните месеци и години, кои што многу ќе значат за како иднината ќе изгледа не само на Европската унија, него генерално на светот, заради тоа што оваа пандемија прво се уште не е завршена, далеку од тоа, мислам ќе трае уште веројатно долго време, последиците ќе ги сносиме сите во наредните години. Како да речем, ние уште у канцеларија не сме се вратиле, во Дубај, например, луѓе се уште си работат од дома. Значи, јас инцидентно сега одам во канцеларија по неколку дена неделно или месечно, меѓутоа празни се канцелариите, нема никој. Тоа значи дека ќе се промени начинот на како функционира светот воопшто. И
Пак ќе речам, многу прашања кои што денеска се закнуваат, ќе се бараат одговори и ќе се бараат одговорности на повеќе нивоа. Одговорите сигурно нема да ги добиеме и ако одиме на теориите на заговор, веројатно ќе се бараат и одговори дали некој го пуштил вирусот или не го пуштил вирусот. Има впечаток, а така се создава и впечаток и од светската јавност дека на оваа пандемија како да и нема крај, уште повеќе што од Германија стигнуваат информации, подгответе се за уште посилен нов сој на кој што ниту една вакцина не одговара, но претходно сакам да прашам, AstraZeneca дозволена е во Дубај? Се вакцинираат луѓе? Да, во Дубај се сите вакцини. Гледайте, тоа го пратам јас со AstraZeneca, мислам стварно многу конфликтни информации се појавија во медиумите и луѓето се збунети, меѓутоа како да кажам, ја не сум експерт за да проценам са квалитетна вакцина. Во Дубај е дозволена. Иако морам да кажам дека во Дубај поише ги има Pfizer, Sinopharm. Pfizer и Sinopharm ги има многу повеќе. Мислам дека AstraZeneca е дозволена, ама ја не сум сигурен, не сум ја нашол барем на апликација, не сум ја видел. Меѓутоа, ја ги следам нели светските, да речеме, центри како што е Германија, Америка, Канада, они ги дозволуваат, сега нели прво беше едно време забрането, па дозволено над 65 години. Во секој случај се појавија многу информации контрадикторни кои што веројатно ги загрижуваат граѓани. И сега ако ви се случи некаков случај како што имавме прилика да чуеме пред неколку дена со таткото на некој наш пратеник, нормално дека ги плаши луѓето. Меѓутоа, бројот на несакани случаи генерално во целиот свет, од после толку милиони дадени вакцини, е многу низок. Мислам, таа стапка е исклучително ниска и, како да кажам, сега ние веруваме секогаш дека вакцините се безбедни од причини што тоа е единственото оружје со кое што може да ракувате, да го потребите во борба против еден ваков вирус. Ако немате вакцина, де факто проблемите само може да ви се зголемуваат и успехот на вакцината најмногу се демонстрира баш во Израел, токму во Израел, затоа што во Израел веќе целосно е вратен животот во нормала, можам да кажам, функционира се и секој кој што е вакциниран, а таму сите се вакцинирани и ревакцинирани, стапката е драматично намалена. Они веќе работат интензивно на тоа да ја прошират вакцинацијата на децата, за да може да се вратат децата во училишните клупи. Нели тоа е, како да речеме, можеби една од најголемите загуби за сите е тоа што децата останаат дома цела година и учат на некој систем кој што ни они самите не сум сигурен дека го разбираат, а уште помалку наставниците го разбираат. И целата таа ситуација доведува да ние немаме многу избор, ние мораме да се вакцинираме. Сега сакам да прашам колку е гигантска војна на фармацевтските компании во смисла на тоа што ќе се појави информација, првичната информација беше AstraZeneca нема да се користи кај луѓе во некои држави над 65 години. Па излезе Германија завчера дека оние кои што се под 60 години нема да примаат AstraZeneca. Нашиот министер вели ќе провериме и ние да не препорачуваме кај луѓе кои што се под 60 години. Во меѓувреме, минатата недела беше таков масовен наплив во Србија од македонски граѓани кои што се вакцинираа со AstraZeneca и знаете малку е непријатно сега кога сте извакцинирани и излегува Филипче и вели да почекаме, имаме една пациентка која што 5-6 дена по вакцинација, не знам, покажала појавена некаква тромбоза и сега малку е непријатно чувството кај луѓето кои што примиле AstraZeneca. А од друга страна имате BBC кој што открива и кој што вели дека од самата компанија AstraZeneca велат дека ова да се престане со ваквата црна кампања затоа што цела Британија е извакцинирана со AstraZeneca и сето ова го прават овие компании бидејќи нашата AstraZeneca како што велат тие е најевтина, практично работи без проблем. Сакам да кажам колку има влијание тоа еве AstraZeneca на пример дека е најевтина, не знам Pfizer најскапа, колку има војна во целиот овој. Гледайте, Мишко, сигурно има влијание. Значи ние не можеме да го исклучиме тоа. Мислам не можам да бидам сигурен, така. Меѓутоа де факто ние зборуваме за милиарди долари прво инвестиции. Значи ние мораме да сватиме дека развојот на оваа вакцина во ова рекордно време
Мислам, мора да му се одае почит тука на Доналд Трамп и тој програм кој што го направија за да успеат за една година со милиарди долари инвестиција да ги помогнат фирмите да развијат да ги развијат вакцините. Тоа е една работа. И тоа, пазете, тука имаме ние два типа на вакцини. Едните кои што се сосема модерни, кои што се на база на РНК, и тоа е примерот со Модерна, со Pfizer, и другите кои што се со постара технологија, како што е руската вакцина, кинеската вакцина. И тука веројатно се гледаат разликите, нели, во тие несакани дејства почетни после вакцината. И каков ќе биде одговорот на телото. Меѓутоа, дека постои војна помеѓу фармацевските компании скриена, која што има за цел да оцрни некого, знаете како, не можете вие тоа да го исклучите како можност, иако е греота. И тоа е една ситуација, затоа што знаете како, ако вие работите против една компанија заради вакцина, де факто вие работите во интерес да на луѓето ги уплашите од било каква вакцина. Луѓето се плашат во ситуација да ако има негативно дејство, сега нели ние сите ќе умреме ако се вакцинираме. Вистината е дека ние сме многу поблиску да умреме ако не се вакцинираме. Сега тоа е као, нели, да кажеме, сега ако се возиме авион, авионот ќе падне. Па да, ќе падне некој авион, ама сега што значи тоа, дека не треба да се возиме авион? Мислам, така треба да ги гледаме работите, дека сепак милиони луѓе се вакцинираат на дневна основа. Несаканите дејства се минимално на бројот на луѓе кои што се вакцинирани, меѓутоа дека ги има. И веројатно би ги имало, можеби не само заради таа вакцина, туку заради нешто друго исто така кај одредени луѓе. Добро, ќе биде интересно да се следи. Во секој случај, Израел прогласи победа минатата недела во смисла на тоа што го затвори последното ковид одделение. Израел е првата држава која што практично направи масовна вакцинација. Ако не се лажем, и британците кои што се со AstraZeneca и они веќе се на тој пат дури со една доза AstraZeneca. Ова го говорам затоа што негде прочитав најави дека во самиот финиш на Премиер лигата, кога станува збор за фудбал, дека ќе дозволат и публика, но нема да им дозволат на британците да одат на годишен одмор и оваа година, и оној кој што ќе отиде ќе биде казнен. И сега се враќам на македонското тла, за да не говориме многу што е како е. Например, како изгледа една здравствена дипломатија? Што треба да се прави? Требаше да спиеме пред седишта на Светска здравствена организација, требаше да спиеме пред вратите на Pfizer, на, не знам, кинески Sinopharm, за да донесеме вакцини. Например, како успеа Вучич? Ние толку тоа е одлично прашање, Мишко. Прво една работа мораме да ја разјасниме. Здравството од секогаш било блиско поврзано со дипломатијата. Само не во Македонија. Значи, тоа мислам дека јас сум бил представник на Македонија во Светска здравствена организација и сум имал прилика да видам како функционира нашава комуникација помеѓу здравство и Министерство за надворешни работи и генералната соработка. Значи, здравството на некој начин, не на некој начин, него е директно поврзано со со дипломатијата, не со здравствена дипломатија, со надворешната политика, заради тоа што посебно во услови на безбедност и на инфективни болести, тогаш автоматски се вклучуваат сите механизми на надворешната политика. Сега, кај нас тоа во оваа ситуација тотално занеме. Значи, ние, за разлика од, вие го спомнавте соседна Србија, па гледате, значи, вие треба да ги остварите сите контакти кои што ги имате на сите можни нивоа во најкус можен рок. Пак ќе речам, ние сме 2 милиона. Значи, срамота е, така, ние сме, значи, неспоредливо најмали тука во целиот регион. Значи, со Црна Гора и со Косово можеме да се собереме. И сега, ние да не можеме да обезбедиме вакцини, тоа е, значи, стварно целосен неуспех. И тука нема оправдување. Значи, нема како сега да се оправдаат нашите, ама знаете, ние мислевме вака. Нема што мислете, што и да сте мислеле, не сте мислеле како што треба. И не сте направиле како што треба. И некој мора да сноси одговорност за тоа. А дипломатијата има за цел да ги покрене сите механизми. Дали се тоа механизми преку Светска здравствена организација, дали се тоа механизми преку нашите амбасадори, дали се преку некакви економски аташеа. Значи, не е важно. Важно е да се стигне до вистинските луѓе кои што имаат информација и кои што можат да ве стават во листа на чекање или во кои што може да префрлите пари, да организирате начин да се обезбеди. И тоа се покажа дека одредени држави, значи, пак ќе речам, да ги оставиме ние богатите на страна.
тие кои што имаат по стотици милиони. Ние треба да се ориентираме дека сега имаме, ние го викаме у консалтингот бенчмарк, одредница. Нашата одредница сега за регионов е Србија. Значи Србија успеала, сега видите, Србија е држава многу искусна и со долгогодишна дипломатија. Значи сигурно дури гледам дека и во Хрватска и тамошните имаат реакција околу тоа како изигра Вучич во целата ситуација. Сега неверојатно е дека ние сме се ослонили само на ковакс механизмот. При тоа, нели, долго време тактизиравме со руска и кинеска за да не се налути Европска унија и американците, што за Вучич не беше проблем. И сега тука е веројатно тоа, не знам, искуство на здравствена дипломатија или не сакам да помислам оно што опозицијата го обвинува дека биле направени фирми, па не знам, провизии и така натаму, дека некој можеби сакал да прави бизнис од цело тоа. Затоа што вие имате приватни болници кои што велат дозволете ни, можеби нас ние ќе се обидеме да увеземе вакцини и што тие можеби прават профит сега, бидејќи се жестоки реакциите од луѓето, можеби прават профит, меѓутоа оној кој што има пари, ако му дозволиш ти на приватна болница да увезе вакцина, можеби ќе си плати, ќе се извакцинира или исто меканџиски го каже тоа. Не ни дозволи нас веле дрогериите, ние со нашите контакти ќе увезевме вакцини. Каде можеби да се најде некаква... Да ви кажам една работа, јас не можам да го исклучам тоа како... Прво, сигурен сум дека приватниот сектор побрзо и поуспешно ќе успеал да ги воведе вакцини. Тука нема никаква дилема. Мислам, па ние тоа го знаеме и тоа секаде функционира во светот, да вие мора да му даете шанса на приватниот сектор, вие не треба да ги исклучите ни. Зошто би ги исклучил? Значи и сега тука образовното образложение ќе прават профит. Ама не. Па гледај, па сега значи обратно, па на приватници во образложението овие ќе сакаат да се корумпираат. Значи сега на нас во моментов тоа ние не можеме да го истражуваме сега кој е. Можеме само да се сомневаме. И можеме основано говорам околу тоа каде толку утнавме што останавме на ковакс механизмот, а Вучич направи еден таков потек кој што сега можете да го наречете и автократ и диктатор, но тој одража лекција буквално на целиот регион. Така, значи, гледате, ја ви реков каде мислам дека сме сгрешиле. Сме се ослониле на еден, сме направиле некакви други варијанти кои што не успеале, не биле сериозни, и не сме сакале да ги вклучиме приватниците, тоа е веројатно трета можност која што сигурно би успеала, а не сме сакале да ги вклучиме. Видете, вие кога не сакате некого да го вклучите, вие се плашите они да не направат профит, ама ние да не можеме да направиме профит исто така. Или тоа исто ние мораме да го земеме како факт, дека тоа бил една од, ние ги викаме инсентивс, така, една од интересите кои што можеби постојат зад кулисни во една оваква несрекна ситуација. И ние пак мора да научиме на оваа несреќа. Така, значи, ние мораме да научиме каде сгрешија нашиве. Сега они лажат, нели, приказки ќе ни кажуваат, сега вака било, така било. Ние мора да знаеме кај сте сгрешиле луѓе. Пошто ако каде сгрешивме? Лазареви, каде сгрешивме? Мишко, ја не можам да знам сега со сигурност, јас само ви кажам од прилика каде. Знаете зашто прашувам? Затоа што имате ваква информација. Вели од ковакс механизмот Камбоџа зема, не знам колку вакцини, Македонија не успеа да земе, па не стигна сега AstraZeneca. И сега вас од дистанца ви изгледа смешно, но овде делуваше поприлично нервозно затоа што Лазаревич ние изминатава недела фрапантно високи бројки имаме на позитивни случаи, да не говорам на смртни случаи. Ќе се зголеми повеќе, Мишко. 34, 40 и така натаму. Ќе се зголеми повеќе и ние тоа го знаеме, ние сите знаеме, така, значи ние знаеме дека состојбата со самото тоа што ние не сме вакцинирани ќе се влошува, нема да се подобрува. И сега, пак ќе речам, ние мораме да утврдиме непристрасно каде е направена грешката. Сега ние предпоставки си правиме. Така, вака кажала опозицијата, вака кажале експертиве, вака мислил, не знам, влада. Поентава е дека некој мора тоа да го истражи непристрасно. Значи, треба да имаме ние не тука политичка се анализа кој бил. Ние мораме да сватиме, прво да констатираме дека ова е неуспех. Нели, прво тоа треба да го констатираме. И второто, од кој ќе констатираме дека е неуспех, да пробаме да се запознаеме со причините на неуспехот, за да не ни се повтори пак. Затоа што утре може нова влада ќе биде. А сега ќе ги чекаме ли ниве повторно да се научат како треба да набават вакцини? Значи ние мораме да научиме на нашите грешки. Тоа е мојата порака, дека ние континуирано
не учиме на собствените грешки и како резултат на тоа се ставаме во овакви ситуации, со исклучок на Македонија што ја победи Германија, но се мораме да се задоволиме со тоа. То да, сигурно. Тука мораме да им честитаме на наши. Меѓутоа во здравството тоа ние не успеавме да го покажеме, така. И сега пак ќе речам, ние мораме да дознаеме вистински непристрасно зошто не успеавме да обезбедиме вакцини, кои се причините поради тоа и кој ќе ја сноси таа одговорност, меѓутоа уште поважно за мене е како да го направиме тоа подобро во иднина. Или како ние во иднина да се справиме, затоа што сега ние сме веќе април, така денеска убаво речете, денеска 1 април. Па ние еве да процениме колку време ни треба на нас да вакцинираме 700-800 луѓе. Ние толку треба да вакцинираме во Македонија, најмалце, ние не може да ги вакцинираме сите, ама еве 700-800 вакцини да даеме. Па ние дал ќе успееме до крај на годината тоа да го завршиме. И сега вие самото по тоа гледате со какви проблеми ќе се соочат граѓаните во наредниот период. Така, бидејќи бевте дел и како видите вие, знам како функционира она во Светска здравствена организација и на овие прашања одговори веројатно ќе очекуваат сите и целокупната јавност каде тоа потврдивме и дали потврдивме околу здравствениот систем. Тој пак горе-доле некако се одржува во смисла на тоа што ние имаме неверојатен број на починати пациенти изминатиот период. Не знам како е во Дубај состојба. Многу помалце. Дубај е неспоредливо помалце, ама видите, Дубај има многу младо население. Значи Дубај де факто овде нема луѓе над 60 години, сите се млади. Затоа што овде се сите дојдени работат, 90% се странци. Вие во Дубај живеат преку 200 национални, значи не, како да речем, се шетате на улица, гледате луѓе од цел свет. Дубај е исклучително космополитски град, ама се млади луѓе и смртноста е исклучително ниска. Така, прашањето сакав да прашам, како одговоривме како здравствен систем, не вакцините, во однос на болнички капацитети, во однос на ковид одделенија, во однос на дури сега почнува оној страф од преоптеретеност на здравствениот систем. Кревети како кревети ќе најдеш проблемот со здравствените работници што веќе се на крајот од своите сили. Видете, Мишко, значи и тоа е тешко да се анализира. Значи можеме да кажеме, нели сега прво секоја чест на здравствени работници, така мислам луѓето се соочуваат со нешто што до сега не се соочиле и во услови во кои што ги знаеме ние условите на нашето здравство, тие се не се идеалните, меѓутоа они успеа да направат тоа што може да го направат. Дел од пациентите бара заштита во приватниот сектор, каде што нормално е изложен на дополнителни трошоци. Не можам да дадам прецизна проценка, нити сакам да ја критикувам, да го критикувам здравствениот систем, прецизно затоа што стварно мислам дека сме соочени со нешто што за прв пат го гледаме. А од друга страна, веројатно дека не само Македонија, сите земји во светот учат како да се третира еден пациент со ковид, тоа што не виделе таква клиничка слика. И моите колеги доктори кои што работат во скопските болници, мислам, они се тотално фасцинирани од како се развива клиничка слика кај еден тешко болен ковид пациент. Не виделе до сега такви работи. Така да ние навистина колку сме можеле, мислам дека добро сме направиле. Нормално дека не сме успеале да тестираме доволен број на луѓе, не сме успеале да ги идентификуваме сите, сме дозволиле ситуации да ни се проширува коронава, неочекувано нови жаришта да ни се отвараат, можеби касно ги диагностицираме случаите, доаѓаат во подоцнен стадиум и заради тоа имаме и фатални случаи повеќе. Меѓутоа не сме најлоши. Или ако го видите вие регионот има држави околу нас кои што имаат многу полоши резултати. Бугарија на пример има полоши резултати од Македонија. Така да не можеме ние самите себе да се критикуваме, меѓутоа повторно ние мораме да научиме на грешките, пошто морало да има грешки, така, имало успеси и треба да ги славиме успесите. Ама треба и да ги идентификуваме грешките и тука сме лоши. Ние сакаме да ги заташкаме грешките. Тоа овака од секојаш на нас ни бил проблем. Како да не кажеме, пошто опозицијава ќе каже се. И сега опозицијава лаже, и принцип, нели секоја опозиција лаже, власта секојаш е управо. И сега тоа е ке нас приказкава. И сега ние тоа мора да го надминеме еден ден, затоа што
живот и се мери успехот или неуспехот. Така, Лазаревич, еден апел, треба ли да се вакцинираат луѓето? Дефинитивно, и нека не се мислат многу. Значи, нека не се мислат многу затоа што вакцинацијата е единствената заштита против оваа болест која што дури, како да кажам, дури да се разболите ако сте вакцинирани, шансата да бидете со многу помали симптоми е многу поголема. Така да ве молам, вакцинирайте се. Така, едно време бевте поприлично активен, ако можам условно да кажам политички говорам во едни времења кога практично се најавуваше падот на Никола Груевски како дел од она амстердамско во наводници трио. Да. Доволен ли сте како функционира? Не, во моментот не сум разочаран крајно. Мислам, видете, ја од секој сум имал некакви, како да речем, аспирации и амбиции политички, меѓутоа лимитирани, не доволно изјаснети до крај. Меѓутоа, гледате, значи жално е да се гледа што се случува во последниот период, кој што веќе трае малце предолго. И ако сум се залагал за промена на Никола Груевски, ден денеска тврдам дека тоа беше голем успех да се промени таа власт. Мислам дека Македонија и треба повторно нешто ново и треба да тргнеме другачие. Значи нешто треба да се промени. На жал се чини дека тапкаме во место, нели ќе направиме, ќе даеме еден гол, после ќе примиме 3. Така да не сум задоволен. Во моментот тоа што го гледаме од надвор и тоа што го зборувам со мои пријатели кои што живеат во разни држави, имиџот на Македонија надвор не е таков како што мислевме дека треба да биде. Не е добар имиџот, не изгледа добро, мислам, вие гледате дека цело време имаме проблеми. Значи многу малце решенија имаме проблеми. И луѓето кои што живеат во Македонија, кои што го кажуваат истото, нели, дека проблемите се зголемуваат, нели, дали е проблем попис, дали е проблем договор политички, дали е проблем, нели, дали е корупција, криминал, справување со корупција, мислам, цело време имате некакви проблеми и пак ќе речам, паушални некакви кампањски резултати, ама драстичен скок кој што на нас ни е потребен како држава, да излеземе од таа жабокречина, нели, да се осетиме дека можеме да мрднеме понапред, ни недостасува. И мислам дека не успеа да го направат, нели. Ако нешто направија на почетокот, сега талкаме во место, нели, и тоа не е добар знак. Едноставно тоа не е добар знак. Така. За тоа ќе ве поканам или ќе да говориме на друга тема и кога ќе дојдете во Македонија, не знам колку често доаѓате и дали ви се доаѓа. Сега малце поретко, ама се надевам ќе зачестам, Да се извакцинираме и ние, па дојдете, ви благодарам што сте дел од службата. Благодарам, Мишко, поздрав до вашите гледачи и се најубаво.